Валентина Вилковска-Трајановска, председателка на Сојузот на композитори на Македонија, веќе во завршна фаза вториот есенскиот дел од манифестацијата Денови на македонска музика, што имавме и што следува како настан, меѓутоа и уште една, можеме да кажеме, манифестација со традиција, струшки есенски музички вечери. Навистина една традиција каде што произлегуваат доста и од сите оние што се влезени во науката, во музичката наука и продукција, излегуваат нови искуства. Добар ден, ви благодарам за можноста да проговориме за македонското музичко творештво и за манифестациите и фестивалите што ги организираме. Ние ја завршивме, односно ќе ја завршиме некој начин есенската сезона на Деновите на македонска музика, со тоа што во четвртокот имавме концерт со филхармонија со дела од композиторите, потоа продолживме со Струшката музичка есен, таа се одржува по 48 пат во Струга и ни останува да го најавиме концертот на 2 октомври со гудачкиот квартет Атака, кој исто така ќе изведе дела од македонските композитори. Овој квартет е навистина се млади изведувачи, меѓутоа веќе сериозно навлегува во творештвото и навистина нивните изведби се безпрекорни. Можам да споменам за Струшката музичка есен дека да се навратам наназад. Таа 48 години се одржува, Денови на македонска музика 47 издание беше и на неа последните години повторно го вративме, успеавме да ги вратиме и концертите, да одржиме еден концерт покрај излагањата и анализите кои музиколозите и музичките истражувачи ги изложуваат, со тоа што сакавме на некој начин и тоа осврнување кон музичкото творештво да го направиме по-конкретно, да имаме изведби, па веќе кога зборуваме за музиката и да се слушна. Од друга страна, секогаш се жалиме, со право, дека македонското музичко творештво е минимално застапено или воопшто не е застапено, освен фестивалот на Денови на македонска музика, па на овој начин ги користиме сите прилики каде што може нешто да се слушне. Можам да споменам за фестивалот. Не радува тоа што оваа година имавме големи концерти и сметам дека тоа се во таа насока треба да се движиме, бидејќи институциите треба да се вклучени, треба да го изведуваат македонското музичко творештво. Ние ако не го почитуваме тоа што се создава, немаме како да идеме напред. На тој начин, значи имавме концерт со филхармонија, што го спомнав, имавме концерт со македонската опера и балет, имавме концерт со камерни оркестри и треба да го споменам и отварањето со војниот оркестар на армијата, бидејќи ние некако се навикнавме концертите да бидат еднаш и потоа да не се повторат, а мислам дека колку почесто ги со овие ансамбли се изведуваат делата, толку повеќе ќе се создаваат и нови дела, ќе имаат композиторите и инспирација и определен стимул заради изведбата да создадат нови дела. Како ве прашам ретроспективно, мислам дека и во јавноста, а и вие од вашето излагање постојано го кажувате тоа, оно што ја направивте манифестацијата Денови на македонска музика, пролетен и есенски дел, мислам дека има голем ефект и навистина уште поголема можност да се слуша и да можеби некои ќе се повторат дела, да се промовира македонското музичко творештво. А воедно да ви прашам дека и веќе се навистува крајот. Верувам дека веднаш почнувате да се подготвувате за следното издание. Да. Редоследно. Значи, делата не стига да се повторат. Повторувањето им доаѓа еднаш по 20 години, бидејќи навистина изведбите се многу ретки. Така што се уште не сме стигнале до тој степен. Навистина многу би се радувала доколку дојдеме до тоа да не се повторуваат. Имаме и премиерни изведби на дела и би можела да кажам дека следната година ние сега ќе завршиме со овој концерт. Следната година најпрво се фокусираме на юбилеите, а имаме големи юбилеи. 100 години од раѓањето на композиторот и академик Властимир Николовски и еден од композиторите што голем дел од овие музички институции, да речам, можеби не учествувал директно во основањето, но во нивната почетна работа секако. И 100 години од раѓањето на композиторот на првата македонска опера Кирил Македонски.
Така што очекувам институциите да се вклучат, особено што во тоа време делата што ги пишувале композиторите биле за голем состав. Ораториуми, опери, како што реков, првата, балети, се пишувале, но и се изведувале. Сега некако творештвото повеќе се фокусираат композиторите на камерни дела, бидејќи па од друга страна тие дела и се изведуваат. Така и може би полесни се за изведба. Навистина ви посакувам само сосема на крајот на 2 октомври. На 2 октомври во малата сала на Филхармонија влезот е слободен. Дела ќе бидат изведени од неколку различни генерации, вклучително и од најмладите. Мислам дека концертот навистина ќе биде убав и не треба да се пропушти. Ви благодарам за разговорот. Благодарам.